Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светлия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братя и сестри, денешното евангелско четиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Матеј, јасно ни дава до знаење дека спасението не може да се спечали без целосно проштевање на грешките од нашиот ближен. Се друго потоа, и постот, и молитвата се стекнуваат со своја длабока смисла и се разбира, стануваат фактори на нашето спасение. Но доколку сето тоа го правиме, но не наоѓаме сили, начини и способности да му го простиме гревот на братот наш, на нашиот ближен, на другиот, воопшто, кој и да, нашето спасение ќе биде далеко, далеко од нас. На тоа, браќи и сестри, упатува денешната евангелска приказка, која што Христос им ја кажува на своите ученици. Во неа станува збор за господарот на една земја, кој што сака да воведе ред на тој начин што ќе расчисти со сите своји должници. И така тој почнува со првиот одлив, со еден негов слуга, кој што доаѓа да се раздолжи со својот господар, но неговиот долг е преголем. Тој на господарот му должи 10.000 таланти. Тогаш најкрупни монети во сребро. Огромна сума. Слугата паднал на колена и молел, ако е можно да се одолжи периодот на отплата, да го спори долгот, било безсмислено, но барал доволно време за да може тој огромен долг да му го врати на господарот. Господарот, кога видел како стои на колена и моли милост, се сожалил на него и му го простил сиот долг. Не водел веќе сметка за тоа колку. Само што излегол од кај господарот, се сретнал со свој другар, со свој пријател. Тој негов другар му должел ситна пара наспроти ова што тој му ја должел на господарот. Само 100 пенези. Но скокнал и барал веднаш да му ги врати. И физички го нападнал. И бидејќи овој немал да му ги врати, молел на колена да му овозможи доволно време за враќање на долг. Но овој не сакал да чуе, го пријавил кај властите и властите го затвориле до денот кога ќе го исплати својот долг.
Svedoci na ovoj nastan bile дивните другари, заеднички другари. От постапката на својот другар се згрози. Отишле кај Господарот и му раскажале се што се случило. Господарот го повикал слугата свој и го подсетил што се случило со него само кратко време пред това. И не требаше ли и ти да се смилиш над својот другар како што јас се смилив над те? Не требаше ли и ти да му го простиш долгот, онака како што јас тебе ти го простив? И бидејќи се работи за човек непоправлив, острастен, целосно освоен од страстите, од страста на сребролюбието пред се, Господарот го фрлил во зандана до денот кога ќе го отплати долгот. А долгот не можел да го отплати дури ни тогаш кога него, жена му и децата негови би ги продале робје. И сиот недвижен имот со кој што располагал да го продале, сето тоа било премалку за да се одолжи долгот кај Господ. И драги мои, оваа приказка што Христос ја кажа, и во нејзиното буквално значење е прекрасна. Сама по себе е поучна, ни дава до знаење како треба да постапува. Но суштината на оваа беседа Христова е многу подлабока. Поимите употребени во денешната парабола се символи за нешто подлабоко, за нешто што е скриено за кажаното, за видливото. Па неможно е, браќа и сестри, во ликот на Господарот да не го препознаеме самиот Господ. А во ликот на првиот слуга, вториот слуга, неговите другари, сите нас, себе си да се препознаеме. А во ставени во заедница со Бога и нашиот однос, нашата релација со Него, но и Неговата со нас. Во поимот долг треба да се разбере гревот, кој што го печалиме секогаш кога сме далеку од Бога и кога ги прекршуваме законите Господни. Тогаш се богатиме со долг. И нашиот долг е во намерата да живееме против природата и животот што од Бога ни доаѓа. Во тоа патување по патишта грешни, с краја од патот на спасението, нашиот гревовен багаж станува огромен. Но нашите гревови не се само гревови кон Бога, туку и кон секој ближен наш околу нас. И најпосле и кон самите себе си. А за гревот чувме пред некоја седмица дека е причина за секоја болест, а секоја болест на телото, душата и духот приведува кон смртта. Последица на гревот е смрт, загубата на животот, најскапиот дар Божи. И гледајте како што Господарот проштева и ни станува одличен пример и за нас, и за нашиот однос кон другите, така и ние сме повикани
da prosti me, braći i sestre, no iskreno, od srce, a ne pretvorno, farisejski, udirajući se v gradi pred drugite, barajući slava i priznanje od drugite za sebe si, a ne od onoj komu go dožime si od naš život. 10.000 dana. Od nego prosteni, nego da gi zaslužimo. I da se osposobimo so lestina i so ljubov. Da im prostime na site što ni priodja so dolg od 150. Od beznačajen dolg. Nedostojen za rasprava, braći i sestri. No za nas najčesto to je dovoljno da pokažeme sila, moć, vlast nad drugijom. Onakva kakva što ni Bog ne si dopušta sebe si da pokaže vrz nas, iako se od Него ni doaja i so samo toga se njemu dožime. No to je tuka kako daritelj i garant na darotna sloboda. I najprvo na sebe sami ne si dopušta da ja uzurpira, da go uzurpira darotna sloboda, da se pošto ja ovenčal i ja ukrasil prirodata na čovjekot. Ako to je taka ni prirođa i do toj stepene vnimatele, poradi što napati izgleda nemoken nasproti našite hirovi, naše to namerno, svesno, maliciozno odenje uz nos na Boga i na bližnje. Togaž, braći i sestri, se soočuvame s opasnosta da gi izgubime večnite perspektivi na život. Bez koji što sve što сега i ovdje živeme станува besmisleno. Zašto ako treba našата segašnost da si dobije projekcija vo večnosta, veli Dostojevski. Nema pogadna kazna od ta kazna. Život svoj, smrta svoja, da produžime vo večnosti. I ova što сега i ovdje go živeme, da go živeme za sekogaš i sekad. No, treba da se umre za grevot i da se umre za smrta. Hristos na krstot ne umre, tuku smrta naša umre na krstot. I vo našata smrta naša umira, a ne nije, braće i sestri. Tamo kada što smrta umira i pričinitelotna smrta. Da staneme svedoci na večni život. Vistinski, no ne pretvorni. Vistinski hristijanski, a ne farisejski. To je porakata na dnešното evangelsko čekivo. Gospoda ni dade mudrost i sila duhovna da se izdigneme na sobstvenite slabosti i da go pregrneme drugi, naši odbližen, bezuslovno, bez da postavime uslovi za to kakov go sakame nije. Nije go sakame onakov kako što je. So site doblesti i so site slabosti njegovi. Onakav kako što Gospod mene i nas site ne zasaka. Amin. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.